Источниот регион конечно ќе добие нова и современа патна инфраструктура. Експресниот пат Кочани-Виница-Делчево, кој со години беше само ветување, влегува во фаза на реализација. Наредната недела ќе биде распишан јавен повик за изработка на физибилити студија, со што почнуваат активностите за еден од најзначајните инфраструктурни проекти за Истокот. Следната недела ќе биде распишан јавен повик за изработка на физибилити студија на проектно решение, предпроектно решение практично, со што отпочнуваме со реализација на овој проект. Тоа се отприлика процес од неколку месеци, а потоа со средства од буџетот и во соработка со меѓународни финансиски институции ќе биде објавен тендер за реализација по принципот жолт фидик на овој проект, кој што ќе биде многу значаен. Крајниот Исток дополнително раздвижување како економски, така и туристички се очекува да добие и со отварањето на граничниот премин Клепало, со кој Македонија со Бугарија ќе се поврзе кај Берово. Според надлежните, македонската страна целосно си ги завршила сите обврски во координација со институциите кои се вклучени во реализирање на проектот. Наша страна е се завршено. Проблемот беше на бугарска страна. Морам да кажам дека претходниот министер за транспорт и вице-премиер на Бугарија, Гроздан Караджов, го задвижи проектот и се надевам дека со изборот на нов министер ќе се дополнително реализира овој проект и ќе можеме да се поврзиме од двете страни. Николовски зборуваше и за можноста на авиокомпанијата Ryanair да влезе во Македонија. Тоа е со став дека нивните барања во врска со субвенциите и обслужувањата на нивните авиони имаат уценувачки пристап и може само да не направат проблем со останатите авиокомпании. Барањето е приоритетно да се обслужуваат нивните авиони. Барањето е да не се користат никакви услуги на Скопскиот и Охридскиот аеродром. Дури и скали собствени имаат во рамки на авионите, и барањето е да ги откажеме дел од дестинациите кои што сега ги работат други авиокомпании, од Austrian Airlines преку Wizz Air, EasyJet и така натака. Мислам дека тоа е еден уценувачки пристап. Дополнителен импут на источниот регион се очекува да донесат капиталните инвестиции, изградбата на новата клиничка болница во Штип, нов објект за медицинскиот факултет и нов студентски дом. Премиерот посочи дека веќе се собрани понудите за финансирање, а во текот на наредната недела ќе се одржат клучни состаноци со министрите за финансии и здравство.